ова издание. Се протестира против ограничувањето на правото на абортус во САД. Председателот Пендаровски го назначи поранешниот амбасадор во Русија за негов советник за надворешна политика. Македонскиот пијанист Никола Паскалов се представи во центарот Кенеди во Вашингтон. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Десетици протести кои го поддржуваат правото на абортус се одржаа низ САД, вклучувајќи го и протестот пред Врховниот суд во Вашингтон. Закони кои го ограничуваат правото на абортус се донесени во Мисисипи, Џорџија, Мисури и Алабама. Протестите се насочени кон неодамна усвоените закони против абортусот. Се очекува истите да бидат допрва обжалени поради несогласување со одлуката на Врховниот суд од 1973 година за легализирање на абортусот во земјата. Државите како Мисисипи, Охајо и Мисури донесоа закони кои наметнуваат строги рестрикции за абортуси или во случајот на Алабама забрана. Активистите за борба против абортусот се надеваат дека правната битка против строгите ограничувања на абортусот на крајот ќе стигне до Врховниот суд. Конзервативците кои се залагаат за ограничување на абортусот беа охрабрени со назначувањето на двајца конзервативни судии во Врховниот суд, Нил Горсух и Брет Кавана, за кои веруваат дека ќе им се придружат на тројца други конзервативци во судот, за да се постигне мнозинство. Потребно да се поништи одлуката во случајот Ро наспрема Вејд од 1973, со која е потврдено правото на абортус. Американските производители бараат Трамп да не воведува нови царини за обувките од Кина. Царините може да ги чинат американските потрошувачи 7 милиарди годишно, велат тие. Повеќе од 170 американски производители го повикаат Трамп да ги исклучи од натамошни царини увозниците од Кина. Во писмо што го испратија до председателот велат дека царините од 25%, кои Трамп ги предлага за чевлите увезени од Кина, ќе имаат катастрофални последици врз потрошувачите, компаниите и американската економија во целост. Англискиот град Манчестер денес одбележува 2 години откако бомбаш самоубиец уби 23 лица и рани 139 други на концертот на Ариана Гранде во арената Манчестер. Половина од повредените биле деца. Експертите велат дека и покрај територијалниот порас на исламската држава, опасноста од радикалниот исламски тероризам и натаму останува. Председателот на државата Стево Пендаровски ја поддржува иницијативата на невладините организации за намалување на привилегиите на функционерите. Тој го представи и својот тим. Владимир Мирчевски има повеќе. Пендаровски го комплетираше својот тим. На денешниот прв брифинг по преземањето на функцијата, новиот шеф на државата ги обелодени имињата на најблиските соработници. Изненадувања не недостасуваа. Советник за национална безбедност ќе биде Блерим Колјали, човек со децениско искуство во мисијата на НАТО во Скопје, кој претходно има работено и во американската амбасада. Советник за надворешна политика ќе биде дипломатот од кариера Гоце Карајанов, кој бил генерален конзул во Њујорк и амбасадор во Русија, и чие минато напредување се поврзуваше со поранешната владеачка структура. Во делот на односите со јавност, ресорот го презема Билјана Радева, која речиси 8 години во британската амбасада беше задолжена за комуникација со медиумите. Важи за експерт за дигитална дипломатија. 5 години работела во Министерството за одбрана, од кои 2 била шеф на кабинет на министерот. Пендаровски се реши да ангажира неколкумина надворешни соработници, звучни професорски и судиски имиња познати во јавноста: Денко Малески, Беса Арифи и Миријана Лазарова Трајковска. Надворешни советници ќе бидат и поранешниот министер Александар Димитров и амбасадорот во пензија Александар Тавчиевски. Од претходно веќе беше познато дека шеф на председателскиот кабинет ќе биде екс-владиниот портпарол Миле Бошњаковски, а политички советник професорот од правниот факултет Александар Спасов. Под ингеренциите на председателот на државата е Агенцијата за разузнавање. На нејзино чело Пендаровски го планира Ерол Муслиу, човек од редовите на агенцијата која е во оваа институција од нејзиното формирање. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Администрацијата на Трамп ги укина санкциите за директорот на разузнавачката служба на Венецуела, кој ги разби редовите на владата на Николас Мадуро. Повеќе од прилогот на Синди Стейн. По неуспешниот обид на Хуан Гуаидо да го сруши од власт во Венецуела Николас Мадуро, подпредседателот Мајк Пенс го одржа првиот говор за обновената американска политика на собир во Советот на Америка во Вашингтон. Пенс повика војните команданти да се дистанцираат од Мадуро, велики дека американските санкции треба да бидат континуирани.
Како што Националното собрание вети амнестија за секој кој не е сторител на воено злосторство, исто така САД ќе го разгледаат ослободувањето од санкции за секој кој ќе застане во заштита на уставот и поддршка на правото. Пенс ги критикуваше Иран и Русија за нивната улога во поддршката на Мадуро, но рече дека никој не го поддржал повеќе од комунистичките лидери на Куба. Како што видовме, клучните одлуки за Венецуела беа донесени повеќе во Хавана отколку во Каракас. Венецуела не е само клиент на Куба, туку народот на Венецуела е заложник на Куба. На Капитол Хил, републиканскиот сенатор Рик Скот посочи на Русија и Кина за нивната поддршка на Мадуро. Сите мораме да разбереме. Мадуро намерно убива граѓани, мали деца изгладуваат до смрт во Венецуела. Рускиот и кинескиот претседател го поддржуваат Мадуро кој убива граѓани. Пенс рече дека САД се подготвени да помогнат на граѓаните на Венецуела, да имаат посветла иднина откако Мадуро ќе го нема. Македонскиот пианист Никола Паскалов беше дел од мултимедијален балетски перформанс насловен Будење во центарот Кенеди во Вашингтон. Јане Војаджиевски ја проследи представата и ја доловува атмосферата. Современиот балетски перформанс Будење во центарот Кенеди беше придружуван од музика изведувана во живо. Years of My Pilgrimage од Франц Лист за соло пиано, маестрално, македонскиот пианист Никола Паскалов. Спектакл кој не остава простор за рамнодушност. Голем престиж да се настапува на ваква сцена како што е Кенеди центарот. Ова ми е веќе мој четврти пат кај што настапувам и морам да признам дека веќе почнувам да се осеќам како дома на оваа сцена. Какво е чувството кога го изведуваш Франц Лист? Лист е голем виртуоз, голем композитор и секогаш е голем предизвик да се свири, особено вакво и виртуозно дело како што се овие дела кои што ги изведува вечерва. Секогаш предизвикува голем ефект кај публиката, но морам да признам дека и ова беше за мене прво искуство каде што соло репертуар напишан за соло пиано беше придружен со една кореографија на Bowen Dance Company која што му даде едно нов поглед или нова перспектива на истото дело. I don't know any pianist who can play the Franz Liszt like he can. It's incredible. Кореографот Луси Бовен Меколи е уметничка директорка на танцувачката компанија Бовен Меколи. За Гласот на Америка објаснува зошто вклучува настапи во живо на музичари кои внесуваат поинаква боја во доживувањето. Битно ми е кога музичарите внесуваат нова енергија на сцената за време на перформансот. Кога ја креирав изведбата пред една година, се распрашав кој може да го долови Франц Лист на сцената и сите ми рекоа дека има само еден пианист во градот, а тоа е Никола. И, како што вели кореографката Луси, маестро Никола брилијантен на сцена. И само во негов предпознатлив стил на музицирање го долови Франц Лист и беше испратен со стоечки овации од центарот Кенеди. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не и утре.